Со гордост по 33 пат ве поздравуваме од тука пред Собранието на Република Македонија. Објектот кој црвено-жолтата линија го опви, го чува и нема да дозволи во него да се случи ништо што ќе и наштети на иднината на Република Македонија. Докази за тоа има неколку. Благодарение на секој од вас немаме влада качена на тиранската платформа. Благодарение на секој од вас ниту денес не беше избран председател на Собранието кој не се откажал од тиранската платформа. И благодарение на секој еден од нас тука и на секаден из Македонија, секој од овие 33 и уште колку и да треба денови, Република Македонија нема да биде двонационална и двојазична држава. Нема да биде држава поставена на патот кон федерализација, кон нејзино раскрчмување. Ке биде заедничка држава за сите нас, како што сме живееле до сега, така и во иднина. Под сонцето кој е исто за сите, јазикот на кој сите се разбираме и химната која сите од срце ја пееме. Ви честитам на големите успеси, на големите победи, тие ќе продолжат. Погласно! Погласно! Така е! Да не чујат сите 120 луѓе внатре, да знаат кој ги поставил внатре и кој може да ги извади од внатре. Да знаат дека не смеат да се играат со народот. Народот е буден, народот нема страв, ниту срам да се бори за она што го сака. Преска читав еден пратеник од се уште најголемата опозициона партија, СДСМ. Ковачевски изјавил дека сегашниот председавач со седниците на Собранието ја кочал работата и може би било прилика да се размисли да се избере нов. Добро? Еве колку кандидати има. И ако навистина сакате, уште 10 пати повеќе ќе дојдат тука. Па ќе видите дали ќе правите седница, вие неколкумина, наспроти барањата, искрени, логични и од срце на граѓаните на Република Македонија.